Тројца загинати и двајца повредени е црниот биланс од тешката сообраќајна несреќа што се случи утринава на експресниот пат Штип-Радовиш на мостот кај Балталиска река во близина на село Лакавица. Комбе со струмички регистарски таблички во кое се превезувале работници излета од мостот и заврши во провалија длабока неколку метри. Во комбето се превезувале работници од Непал кои биле ангажирани од струмичка фирма. Од тимот на итната медицинска помош при Штипскиот здравствен дом на лице место констатирале смртка и двајца од петнината кои биле во комбето. Третото лице од тие беше реанимирано со обид за да се спаси, меѓутоа безуспешно. Констатирана беше смрт и кај истото. Четвртото лице беше пренесено директно во клиничка болница Штип, беше префрлено со амбулантно возило, беше пружена прва помош и преврскано повредени рани. И уште едното лице, односно возачот, отпосле, затоа што првобитно тој не пријави било каква повреда, беше повикано повторно екипата. Во моментот и двајцата пациенти се хоспитализирани на Штипската клиничка болница и се надвор од животна опасност. Едниот е патник странски државјанин на 24 години, кај кој се детектирани скршеници на 3 ребра и е хоспитализиран на хируршкото оделение. Возачот по направените иследувања е примен на ортопедија во стабилна состојба, со потрес на мозокот, скршеница на подколеница и скршеница на лопатка. Шоферот е добиен со повреда на лактот, расекотина на лактот и повреда на подколеницата. Тоа беа видните повреди кои што беа нанесени. Од МВР информираа дека сообраќајната несреќа е пријавена утринава во 8 часот и 13 минути, кога товарно возило Фијат Дукато со струмички таблички, собственост на правно лице од Струмица, а управувано од 35 годишен маж од село Иловица, излетало од мостот и завршило во коритото на реката. Јавен обвинител од Штип изврши увид на местото на несреќата, во која животот го загубија тројца работници, кои според првичните информации се од Непал. По наредба на јавен обвинител ќе биде извршено сообраќајно вештачење, а телата на починатите се дадени на обдукција.